Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска добиваме нов дом на демократијата на Северна Македонија и на сите македонски граѓани. Нашиот парламент денеска ја одржа првата конститутивна седница со учество на народните пратеници кои изразуваат волјата на граѓаните кои гласаа на парламентарните избори на 15 јули. Во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијата Можеме и на сите 46 избрани наши пратеници, уште еднаш им благодарам на граѓаните за демократскиот капацитет и одговорноста кои беа демонстрирани на изборите. И уште еднаш уверувам дека нашите 46 пратеници, а сигурен сум дека има уште многу такви пратеници во овој состав, заедно ќе покажеме уште поголема одговорност кон сопствениот народ и сопствената држава, ќе градиме независен парламент, ќе ги представуваме пред се интересите на граѓаните и на државата, пред партиските интереси, ќе му служиме на народот. Државата им припаѓа на сите подеднакво. Државата е наша заедничка одговорност. Со оваа кауза денес се обврзуваме да градиме независен и одговорен парламент, вистински дом на демократијата. Овој наш заеднички дом ќе ја избере и следната демократска, политичка, одговорна европска влада. Ние од денеска почнуваме преговори за нов 4-годишен полмандат на стабилно мнозинство во парламентот, мнозинство кое ќе ни донесе стабилна и посветена 4-годишна влада која е подготвена да сработи. Ке разговараме исклучиво за формирање на влада која се грижи за сите граѓани подеднакво, ослободени од какви било етнички предрасуди или национализми. Влада која нема никакви дилеми кога е во прашање нашиот заеднички пат кој се вика Северна Македонија, едно општество за сите. Ке разговараме за влада која е решена и која ќе се бори со криминалот и корупцијата на сите нивоа. Секој ќе се ја носи сопствената одговорност, без разлика дали доаѓа од партија, од општина, од институција, дали е експерт, функционер, познат или непознат. Особено внимание ќе посветиме на делот за прочистување на правосудството и на проверка на потеклото на пари и капитал кај секој функционер по пат на систем што заеднички ќе го договориме. Екологијата, чиста и здрава животна средина, екодржава, ќе биде една од најсериозните теми на кои ќе се посветиме. Идните чинители во новата влада ќе треба да се подготвени и за сериозна реформа на јавната администрација. Зборуваме за промена која ќе донесе ефикасно служење на потребите на граѓаните, но и промена со која обемот на администрацијата ќе се намали за 20%. Зборуваме за помал број министри и за рационализација на јавните служби, но за поголем број и побрзи услуги на граѓаните. Конечно, владата за која ќе разговараме на првото место од својата европска и граѓанска агенда ќе ја има новата македонска економија. Главните принципи се платите да продолжат да растат, да вложуваме во младите и во рамномерниот регионален развој, да водиме посебна грижа за најсиромашните граѓани и да даваме постојана поддршка на домашниот приватен сектор. Јакнењето на економскиот стандард на сите наши граѓани ќе биде императив на новата влада. Ние во овој момент почнуваме со сериозни разговори, поставени на сериозни принципи, кои ќе ни донесат сериозна и посветена влада која движи брзо напред по европскиот пат, односно влада посветена на економијата и правдата. Влада која ги отвара преговорите за членство со Европската Унија и влада која со секое ново отворено поглавје од преговорите ќе воведува нови европски стандарди за подобар живот тука, во нашата убава земја. Тоа го побараа граѓаните, тоа ќе го испорачаме. Очекувам дека за 10 до 15 дена
ќе имаме исход од овие преговори и дека многу скоро ќе ги кренеме македонските институции во полн капацитет да може да се справуваат со најголемиот предизвик, невидливиот непријател COVID-19. Пред нас е есента, која носи нова учебна година, нова грејна сезона, нови предизвици на болниците, пред нас е заедничка борба за јавното здравје и за економскиот напредок. Не чека двојно повеќе и подобра работа, со ангажман на секој од нас. Уверен сум дека заедно, одговорно и посветено ќе успееме, затоа што навистина можеме. Можеме и повеќе и подобро. Благодарам.